Штип се помалку интелигентни, Скопје се повеќе интелигентни. Не. Во тензична атмосфера и со многу поставени прашања кои отсликуваат судбини и живот на социјалното дно, се одвиваше средбата меѓу социјалците и службениците од Делчевскиот центар за социјални работи, која имаше за цел да им ги појасни законските одредби на социјалците роми за остварување на нивните права за социјална помош од државата. Најболна точка сепак беше правото за нега од друго лице и трошоците од скоро 100 евра што се плаќаат само за да се обезбеди документацијата. Има направено трошок ошла е во Штип на конзилијарно, добила е позитивно конзилијарно и на крај добиват комисијата негативно. Дали матичниот не сноси одговорност, а е земал пари? Дали степената таа правостепена комисија исто е земала пари? Ако медицинската законски согласно наодо и мислењето што ќе го прати комисијата од доктори која врз основа на медицинската документација е донела наодо и мислењето, ние сме должни да изготвиме решение. Значи не можеме да го изготвиме позитивно ниту негативно. Нама са бе отворени и прашањата за брзиот трансфер на пари и долгот што го имаат социјалците кон државата. Тука правдина нема. Јас се срамам дури да идам у социјалното, па да кажам дека исклучен сам од социјалната помош. За 1000 денара? Јас примам со мојата невеста 1900 динари. Што со тие пари? Што со тие пари? Нека дојде некој од социјален или било кој, ќе му ги дадам парите, нека преживее. Не може и да се преживее. Но кои се најчестите причини зошто социјалците ги губат своите права за помош од државата? Големо влијание имаат законските процедури и законските правилници кои што може би треба во соработка со целната група да се дадат предлози за измена на истите, а исто тука имаат влијание и самите странки. Ако не доаѓаат на време да ги обноват документите, ако не им се комплетни документите и ако не го запазат рокот на аплицирање без разлика за кое право станува збор. Во Делчево има околу 60 роми кои примаат социјална помош, 13 семејства корисници на додаток за трето дете, но бројка нема колку се корисници на нега од друго лице и колку приговори се процесуираат по оваа основа во центарот, но не се отвори прашањето за постојаната парична помош за лицата неспособни за работа и за старите лица, што се коси со законите за семејство и социјална помош.